Добро утро и од мене. Јас сум Кристина Атовска, како што најави колегата Ордановски. Со мене во студиото е европратеникот и член на Мешовитиот парламентарен комитет на Европската унија и Северна Македонија, господинот Тајс Ройтен. Ќе поразговараме на англиски, бидејќи емисијата оди во живо, а како што спомена и колегата Сашо, ќе се обидеме да дадеме и некаков симултан превод во меѓувреме. Good morning, Mr. Royten. Thank Добро you. утро, господин Ройтен. Добро утро. Thank you for accepting this interview. Ви благодарам што го прифатите интервјуто, со задоволство благодарам. You had a meeting with Vice President of the government Dimitrov, who told you that the trust in кој ви кажа дека довербата во Европската унија во интеграцијскиот процес е изгубена. Дали Европската унија е свесна за тоа? Да, особено Европскиот парламент. Јас пред 2 недели говорев во Европскиот парламент и разговарав за исходите на Западниот Балкан со станокот и за потребата за отворање на преговори со Македонија. И поддршката за тоа беше исклучително голема, но, како што и самите знаете, се уште постои проблем со една од членките држави, кои што мора да се решат прилично скоро, бидејќи Северна Македонија дојде толку далеку и постигна толку многу за да дојде до оваа точка, што со сите реформи и прогреси сега навистина е време да Европа ги испорача своите ветувања. Рековте дека Македонија инвестираше многу напори во реформите. Што може да направи Европската унија да ги омекне ставовите на Бугарија? Мислам дека другите членки на Европската унија треба да и кажат јасно на Бугарија што е во прашање, бидејќи не е само отварањето со преговорите со Северна Македонија, туку се работи за тоа кои сме ние, врз кои вредности сме изградени, особено она што се случува во Северна Македонија сега, која што прави се што може за да биде подготвена за стартување на преговорите, а тоа е сето она за што инаку постои Европската унија. Не е само за реформи на правосудството, не само на државата, туку и инвестирање во политиките за човековите права, за правата на жените, за фундаменталните права, за еднаквата платеност, за фер платите на луѓето и така натаму. Тие реформи се суштината на Европската унија. Сега мислам дека е време да се стргнат настрана разликите и другите членки на Европската унија да станат тврди во испорачување на ветеното. Како тоа да се направи кога Бугарија покажува цврстина во своите ставови? Јас сум со надеж и оптимист сум, тука сум за да ја понудам својата поддршка на Северна Македонија и на луѓето. Треба да видиме што ќе се случува после изборите, но мислам дека ќе се појави можност по изборите во Бугарија, која ќе се формира влада, да поведеме добар разговор со таа влада, но не сме да земе тој процес долго време, бидејќи е време да ги испорачаме нашите ветувања кон луѓето од Северна Македонија. Факт е дека македонскиот премиер ги изгуби локалните избори, а коментарите се дека тој е резултат и на Европската унија однесувањето. Дали е тоа по ваше мислење така? Јас дојдов во недела вечерта, пристигнав на авионот и во неделата вечер и стигна веста за потегот на премиерот. Морам да кажам дека имам голем респект за него, но и за целиот друг дел од кабинетот, заради тоа што направија импресивни напори за реформите. Ние не можеме да му се заблагодариме доволно за тоа што се направи и особено затоа што тој сака да живее според високите стандарди на неговите лични принципи и јас го почитувам она што го направи вечерта во недела, но треба да причекаме да видиме што ќе се случува. Разбирам дека се уште ќе се водат преговори, мнозинството во владата е се уште стабилно и тие кои сакаат да продолжат по овој пат, сепак е вистина дека промените кои што се направија, прогресот што се направи, треба да биде почувствуван од луѓето.
но сакам да подвлечам дека е важно да се држиме до тоа за што е договорено. Ќе биде драматична загуба за Северна Македонија, но и за луѓето од Македонија да се откажат од постигнатите резултати, не само кон интеграцијата во Европската Унија, туку и во реформите кои што всушност ја направија самата држава подобра за живење, по-просперитетна, со многу подобри можности за развој. Како оставката на премиерот ќе ги афектира, ќе се одржи на идните односи? Јас, како што реков, треба да видиме што ќе се случи следните денови, во следните неколку недели. Јас се воодушевувам на политичарите со кои што разговарав, а тие се од сите партии во владата, не само од партијата на господин Заев. Ги почитувам политичарите кои што ја чуваат студена главата, кои што остануваат сконцентрирани на процесот, на важните работи, бидејќи е важно да не се стане дешператен, да не се стане разочаран во овие политички околности, и мислам дека процесот е сега таков да различните партии разговарат меѓу себе за да видат како да се најде пат за понатаму. Мислите дека сите партии во Македонија остануваат на европскиот пат? Сакам да им честитам и на другите партии кои што постигнаа успехи во локалните избори, но ова се сепак локални избори, како што и самите рековте за загадувањето на воздухот. Сакам да им честитам победата, но сега е време за одговорност не само на партиите во владата, за кои што имам големи комплименти за нивните напори, но и за опозицијските партии кои што треба да размислуваат во интерес на земјата, во интерес на македонските граѓани, а тоа е да останат на патот кој што ќе ги доведе до членство во европското семејство. Како ги коментирате и после првите денови некористењето на уставното име од некои од избраните советници и градоначалници? Мислите дека тоа ќе го загрози патот на Македонија кон Европа? Не сакам да одам во детали за тоа што се случува во самите локални самоуправи, тоа не е ни целта на мојата посета, но договорот од Преспа е голема жртва од Северна Македонија и од македонските луѓе, и знам и не можем доволно да го подвлечем тоа колку беше тешко да се дојде до договорот, но е важен договор бидејќи тој ја направи можноста Северна Македонија да влезе во НАТО и е суштински луѓето да се држат до условите од тој договор. Иако е тешко, јас тоа го разбирам, но е важно сите партии, сите страни и од опозицијата и од владата, од владеачките партии да останат до тој договор и да го почитуваат. Тоа ќе мора да се направи и во остатокот од земјата. Гледаме дека и американците се повеќе активни околу заштитата на договорот, но кога се спомнува Европската Унија, не гледаме таква активност кон префатиот договор како кога би се споредило и со она што се случуваше во минатото. Реков и порано, мислам дека е многу важно после бугарските избори, тоа наскоро после бугарските избори, Европската Унија да се обедини и да им стави до знаење јасно дека она што е договорено претходно мора да се испорача за Македонија. Ви го спомнавте и членството на НАТО, разговари со вашата министерска за одбрана, многу сум импресиониран од она што веќе е направено во практика за функционирањето на алијансата и на Македонија во самата алијанса. Тоа е многу важно, бидејќи со тој напор државата покажува дека е определена еднаш кога ќе станеш член на алијансата, а тоа ќе биде случај со Европската Унија, да бидеш активен член, и Македонија, Северна Македонија покажа со своето членство во НАТО дека може да ги исполни сите услови кои што треба да се остварат за да се биде член на таква алијанса.
и тие две работи се поврзани. Членството во НАТО и земјата покажа дека може да превземе таква одговорност и дека може значително да придонесе кон алијансата. Мислам дека е тоа прилично импресивно и на министерката и честитав за тие напори, бидејќи тоа е многу импресивно за така малку време. Во изминатите 2 дена чувме разни предлози. Еден од предлозите да се лимитира правото на вето на сите земји членки во Европската Унија, да може со еден глас да се блокира. Што мислите вие за тоа? Не ги знам деталите од самиот предлог, но не сум од него поддржувам тоа, бидејќи не е на линијата на она што сме. Европската Унија е изградена на заедничка дестинација. Таа заедничка цел не оди добро доколку создаваме второкласни членови на Европската Унија. Напротив, не го поддржувам тоа. Овој регион, Западниот Балкан, кој што е окружен со Европската Унија, е веќе дел од Европа и очигледно на крајот треба да припадне кон истите вредности кои што истата цел која што Европската Унија е основана врз нив и доколку, но тоа не оди добро со создавање на второкласни членови во Унијата. Мислам, затоа не сум го поддржувам тоа. Треба да се отворат разговори со Северна Македонија, да се продолжат реформите за да се подобри ситуацијата на обичните граѓани на патот кон Европската Унија. На крајот ви имавте средби, ќе одите и во парламентот, имавте средби во владата. Што ќе биде вашата порака за господинот Џафери, председателот на Собранието на Република Северна? Прво, со возбудување го чекам, ја чекам средбата со Џафери, како што и се сретнав денови, но мојата порака ќе биде порака на надеж и на честитање на демократската зрелост на државата, бидејќи се тоа суштински вредности да се одржат избори на локално, на национално ниво, а луѓето потоа да дојдат и да разговараат за резултатите и да одат напред. Собранието има многу важна улога за да се врати повторно во функција. Локалните избори имаат влијание врз политиката, но Собранието е се уште во нормална работа како и претходно. Мојата работа ќе биде и порака до Џафери да се држиме до таа патека, да чуваме надежта, бидејќи не сте сами во оваа борба, а Европската Унија ќе ве поддржи во тоа. Ви благодарам за овој разговор. Мора да го завршиме до 9 часот, бидејќи вашата агенда тоа го. Ви благодарам многу. Почитувани гледачи, тоа беше Таис Ройтен, европратеник и член на Мешовитиот комитет на Европската Унија и Македонија. Благодарности до колегата Сашо, кој цело време го преведуваше овој разговор. Јас сум Кристина Атовска, со мене се гледате уште еднаш на самиот крај на овој брифинг со пратеник од домашниот парламент. Останете со утренски брифинг, следуваат вести.